Да, продолжуваме со господинот Владо Димовски од Сојузот на синдикати и од Независниот синдикат за образование. Господин Димовски, Сојузот на синдикати сега најавува протеста пред владата, тие велат дека и пред Министерството за финансии. Проблемот е неусогласувањето на останатите плати со минималната плата или она така наречено скалесто покачување на платите. Значи тоа уште кога се донесе минималната плата и председателот на Сојузот на синдикати гостуваше исто така во ова студио, зборувавме за тоа, тој рече дека мора да има усогласување. Очигледно е дека од тогаш штом сега најавувате протест, дека тоа не се случило, претпоставувам. Па добро, рокот од 6 месеци за усогласување по донесување на закона за минимална плата веќе тече. Да. Така да 1 септември ќе биде крајниот рок која ќе мора да се усогласи тоа. Доколку тоа не се случи, тогаш ќе има владата многу големи проблеми. Бидејќи се најавуваат во тој дел во јавниот сектор многу тужби, многу поплаки и така натаму, и ќе се соочат со уште поголем проблем отколку што е сега. Мене ме изненади тоа што преговорите постојано течат со владините представници. Сојузот на синдикати на Македонија постојано заседава како председателство, како штрајкувачки одбор и така натаму, закажа штрајк за 22 отпочнување на штрајкот во јавниот сектор на 22, тоа е веќе утре. И во меѓувреме се запазија сите рокови за она што е законско помирување, усогласување и така натаму со разни помирувачи, омекнувачи на состојбите и така натаму. Мада според мене, јас дискутирав и на председателството на Сојузот на синдикати, ние не сме скарани со никого да некој не помирува. Како Сојуз на синдикати зборувам. Ние само сакаме да се испочитува она што пратениците го донеле законот за минимална плата. И во тој дел нема напредок во преговорите. Значи, напредок има во приватниот сектор, каде што се спроведе тоа со работодавачите во најголем број компании, се усогласија платите со законот за минимална плата, се даде тоа зголемување во приватниот сектор во многу компании од 2806 денари на сите вработени линеарно, но во јавниот сектор во некои предпријатија од јавен карактер веќе има подпишано документи за такво зголемување, во некои веќе е дадено, не 2806, туку и на 3 до 3200 се движат зголемувањата, линарните зголемувања, но јавниот сектор, администрацијата и така натаму се уште нема ништо она што е каде што е државата работодавач. Токму заради тоа ние пред недела и нешто поднесовме еден амандман на ребалансот на буџетот, бидејќи во ребалансот на буџетот не беа предвидени средства за ваквото зголемување, иако тоа беше ветувано во преговорите, разговарано и така натаму. Кога дојде ребалансот во собрание на комисиските расправи, тие средства ги нема. Тоа се средства некаде околу близу 30 милиони евра, кои се занемарливи за толкав буџет и таков ребаланс на буџетот. Каде што има додадено дури и резервни средства и така натаму. И на краиштата мене очекувавме дека вчера на Комисијата за финансирање и буџет дека тоа ќе помине онака како што треба да помине. Амандманот дека ќе го поддржат сите пратеници, но видовте и сами што вчера се случи. Се случи тоа да пратениците од владачкото мнозинство ја пуштија по вода владата, така речено. Својата влада ја пуштија по вода, се за собствени интереси, бидејќи пратениците мандатот го има до 2024 година и сметаат дека се многу комотни во таа ситуација, додека владата секогаш кога ќе се појават одредени проблеми, може да се побара оставка од владата, може да падне владата, може да се смени владата и така натаму. Така да мислам дека пратениците од владачкото мнозинство кои вчера гласаа против амандманот, дека мислат само на себе, а не мислат нити на работниците, нити на граѓаните, нити па на нивната влада. Добар, подпредседател на владата, господинот Фатмир Бетики,
константно повторува дека социјалниот диалог е во тек, дека тече со синдикатите, дека тоа е процес кој не престанува. Вие од друга страна сега ми кажувате дека напредок во тие преговори нема. Зошто токму сега протест и самиот велите дека до септември има време за да се реши тој проблем, но зошто сега ќе протестирате? Дали е тоа што не е внесено во ребалансот на буџетот, што не ги гледате тие пари, што не верувате дека има начин да се реши до септември? Веќе нема верба во целата таа ситуација. Зошто сега? Ќе ви кажам зошто сега. Затоа што преговорите додека траеа, ние последни преговори имавме околу тоа позитивни, да кажам, на 1 мај после протестот. Значи, веднаш, 10 минути после протестот, имавме средба во владините простории со вице-премиерот Фатмир Битичи и министерката за труд и социјала Јована Транческа. Тогаш веќе имаше позитивни сигнали. Од 1 мај до 1 април, од 1 мај до 1 јуни, воопшто немаше никаков контакт помеѓу владата и синдикатот. Имаше само преписки со пораки, на телефони, така натаму, немаше средба, немаше разговори, за да на 1 јуни бидеме повикани во владата и да ни биде соопштено дека пари нема. Значи, сето она што беше договарано, дека ќе се усогласи, така натаму, дека во ребалансот не се предвидени пари и пари нема за таквото линарно зголемување. Тогаш дури малце остро реагиравме ние како Сојуз на синдикати, бевме присутни повеќе членови на претседателството, поготово оние кои се од јавниот сектор. И претседателот на Сојуз на синдикати многу убаво образложи дека средствата кои се предвидени за линеарното зголемување изнесуваат близу 30 милиони евра, од кои најголемиот дел ќе бидат вратени во буџетот преку придонесите, преку потрошувачката на луѓето, на работниците и така натаму. Повеќе ќе трошат. Да, повеќе ќе трошат и ќе бидат тие всушност вратени средства. И тука веќе после тој разговор на 1 јуни почнавме да размислуваме дека нема ништо од она што беше претходно ветувано. Без разлика што владата тврди дека преговорите течат. Како течат преговорите? Кога ќе ве викнат во владата и да ви кажат дека ние ве викнавме да кажеме дека нема пари, а не да се да преговараме. Едноставно е така речено, јас остро реагирав и тогаш дека ако не викнавте за тоа да кажете дека нема пари и да ни кажете дека владата има многу направено за работниците, не моравте така со една пресконференција и ќе завршивме работа. И тогаш веќе Сојузот на синдикати почна да размислува за да прави одреден притисок врз пратениците за да се измени ребалансот на буџетот, односно веднаш седнавме, подготвивме амандман, го поднесовме амандманот, дел од пратениците го прифатија и го поддржаа. И тогаш се одлучивме на вакви притисоци. Тоа значи дека од утре Сојузот на синдикати на Македонија започнува со штрајк во јавниот сектор. Веќе деновиве, бидејќи во постојано заседавање штрајкувачкиот одбор и претседателството на Сојузот на синдикати, веќе има огромен број најави дека на јавниот сектор поддршка ќе му даде и приватниот сектор, работниците и така натаму, но не се одлучивме за омасовување на таквите додека трае расправата на ребалансот, на таквите протести или штрајкови и така натаму. Утре Сојузот на синдикати ќе излези на штрајк пред Собранието на Република Македонија со 120 столчиња, символично 120 пратеници и така натаму. Ќе има изјави за медиумите, ќе бидат повикани пратениците и поединачно на пленарната седница која ќе дојде ребалансот на буџетот да гласаат за прифаќање на амандманот и јас верувам дека тоа ќе се случи. Веќе во четврток планиран е исти таков перформанс, односно протест пред владата на Република Македонија, а во петок е веќе планиран исти таков протест пред Министерството за финансии, од каде што излегува нели Добро, ова се протести, но вие спомнувате и штрајк во јавната администрација. Што значи тоа штрајк во јавната администрација? Значи, утре е закажан штрајк во јавната администрација од 10 до 11 часот. Вработените во јавната администрација ќе штрајкуваат
Значи ќе го прекинат работниот процес. Значи нема да работат. Ќе Од 10 до обезбедат 11. минимални услови за извршување на работите, а останатите ќе штрајкуваат, тоа е на работодавачите да они си обезбедат минимум услови за извршување на работите. Пример да кажем, ако во една установа има 4 шалтери каде што работат, утре од 10 до 11 ќе работи само еден. Вработените ќе излезат пред своите работни простории, символично да покажат дека го поддржуваат амандманот на Сојузот на синдикати и така ќе одбележиме првиот ден на штрајкот и тоа континуирано ќе продолжи се до момент додека видиме дали ќе се усвои буџетот, ребалансот на буџетот со амандманот на Сојузот на синдикати или нема. Доколку не се случи тоа, јас сум уведен дека тоа ќе се случи, дека ќе се прифати амандманот, ќе ви откриам, можеби не е тајна, него ќе ви откриам една информација дека ние веќе имаме мнозинство во парламентот за донесување на тој амандман. Не знам што вчера им требаше на тие 6-7 пратеници кои гласа против, да така се избламираат пред граѓаните. Веројатно за своји лични интереси, затоа што сакаат до 2024 повторно да си ги земаат патните трошоци на грбот на граѓаните, да патуваат, да прикажуваат сметки, туѓи патарини и така натаму. Мислам, тоа е јавна тајна во парламентот што се прави, но сметам дека малце не се пресметале како што треба. Мене ми е жал што меѓу нив има доста мои колеги, колешки и така натаму, кои во едно минато време не беа вака борбени за намалување или недавање плата на работниците, беа многу поборбени за зголемување на платите. Сега не знам што се случи, пак ќе кажам, веројатно се личните интереси во прашање. И доколку зборувам, не се случи прифаќањето на амандманот, тогаш веќе ќе ги радикализираме протестите. За во понеделник од 7 часот исто е најавен кај нас во програмата е блокирање на влезот на Скопје. Значи од 7 часот са бајле, нема да им дозволиме да дојдат дури и на работа на луѓето. Работниците нема да им дозволат, не Сојузот на синдикати. Работниците нема да им дозволат и со такви масовни протести ќе продолжиме понатаму, затоа што моето искуство зборува дека само со притисок и со протест може некој да се убеди дека не треба да размислува така како што му е наложено или така како што размислува само за себе, дека треба да размислува и за граѓаните. Да. Добро, во однос на она што исто така се случуваше, имаше и еден протест на СОНГ кој заврши со тоа што договорија покачување на платите во образованието, но вие, бидејќи сте дел од независниот синдикат за образование, прогресивниот, се извинувам, вие на некој начин го критикувавте и тој договор, кажавте дека не е добар. СОНГ од друга страна е задоволен со договорот, вела дека е окей. Зошто мислите дека тоа што се постигна меѓу владата и СОНГ не е добро решение? Па видите, ние го поддржавме штрајкот на наставниците, бидејќи тоа се наши колеги, така натаму штрајкува, се подпишува и така натаму, се солидаризира со членовите на СОНГ за време на штрајкот, за сите денови на штрајкот, но по завршување на штрајкот веќе се појави големо незадоволство. Се сеќавате вие дека имаше протести пред канцелариите на СОНГ, да. на наставниците кои не беа задоволни од прекинувањето на штрајкот, па не беа задоволни од она што беше помирување, мада и тука мислам дека немаше кавга, па за да има некое помирување, тука требаше комората за медијаторство си ја заврши работата, а не државата да наметнува своји помирувачи. Кога веќе државата ви наметнува своји помирувачи, значи дека државата ќе ве убеди во нешто сака да го постигне. Така да, документот кој го договорија СОНГ и Министерството за образование, до ден денеска нема видено белден. Значи не е објавен никаде, не е ништо. Јас имам информација, не само јас, него многу мои колеги и така натаму, информациите веќе ги имаме дека
тој договор нема да биде нити спогодба, нема да биде нити колективен договор, нема да биде на некаков документ обврзувачки, ќе биде меморандум за разбирање, дека се разбрале всушност Министерството за образование и самостојниот синдикат на образование, наука и култура. И она што е поразително, голем дел од просветните работници веќе по реакциите на социјалните мрежи не го прифаќаат тој документ. Значи, имаше гласање дали да се прифати, да не се прифати, да се прифати она што е договорено, но никој не знаеше што е договорено. И во моментов најголемиот дел од наставниците, најголемиот дел зборувам, не знаат што е всушност договорено, кое се уште не е ни подпишано. Нашите информации, кои се многу точни и прецизни, говорат дека тој документ, тој меморандум за разбирање е на огромна штета на наставниците. Значи, на 1 септември над 6000 наставници треба да останат без работа, тој е условот за да се прифати зголемувањето. Како мислите да останат без работа? Да, то во тој документ ќе го има, но се уште не е јавен, не е пуштен. Значи, тука сите оние има еден мал дел кои ќе одат во пензија, бидејќи учебната година почнува на 1 септември и завршува на 31 август. Така се и договорите подпишани на оние кои се на определено време, така е и за програмите и така натаму кои сега се изготвуваат, и тие програми и планови да предвидуваат дека ќе има огромни технолошки вишоци во образованието. Значи, најголем дел од вработените наставници во основното и средно образование, некаде нас 6000 ќе останат без работа. Нивните плати всушност кои нема да бидат вкалкулирани во новата учебна година од 1 септември се зголемувањето од 15%. А добро, тој за останатите. Тој, како што го нарекувате, технолошки вишок, постои ли навистина во образованието? Да, постои. Доколку се изгубат часовите, доколку се намалат часовите и така натаму, постои. Секаде постои технолошки вишок. Добро, да го преформулирам прашањето, има ли навистина превработеност во тој сектор или нема? Во образованието има многу одамна превработеност. Значи многу одамна. Секоја власт која како си доаѓала на власт, вработувала своји партиски војници, да се разбереме. Мислам, тука не е тоа некоја тајна, тоа е јавна тајна и сите тоа го знаеме, дека има превработеност, дека има многу на определено време кои се од 1 септември до 31 август на договори, кои веќе и со години ги продолжуваат договорите, некои има и по 12 и по 15 години кои работат на определено време. Дека има многу несоодветни наставници кои не завршиле соодветно образование за предметот кој го предаваат, и тоа е многу точно, некаде околу 1624 има несоодветни наставници во образованието. Имате наставници кои се со само завршено средно образование предаваат по 4-5 предмети и така натаму. На краја крештата и во училиштето во кое јас работев и во кое вие учевте, знаете дека е тоа така. И во многу училишта може да замислите тие во едно средно образование, неколку предмети предава наставник кој има завршено само средно образование. Значи има образование колку своите врсници на кои им предава. Така да, сите тие категории на вработени, оние кои се несоодветни, оние кои се на определено време, оние кои ќе изгубат часови заради намалување на бројот на ученици, намалување на фондот на часови и така натаму, се технолошки вишок. Господине Димовски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Ве очекуваме и на утрешниот ден и деновите кои следат потоа да не придружувате во нашите напори да доследно се избориме за спроведување на законот за минимална плата. Да, секако телевизија 24 ќе ги следи сите општествени случувања како и досега, ќе ги следиме и штрековите и протестите, ќе ги информираме гледачите за се што се случува, а на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за довербата и вниманието за уште едно Студио 10. Останете со програмата на телевизија 24.